Здраво, бикови! Добро дојдовте! Ова се вашите таро толкувања за февруари. Како и секогаш, така и сега морам да ве потсетам, ова се генерални таро толкувања. Не може се што ќе чуете да се однесува на вас, значи има нешта кои може би не се за вас, може би нема сега да ги доживеете, ги доживеете подоцна во некој период од животот. Може би едноставно се за некој друг. И тоа е тоа. Внимавајте на пораките, она што е за вас препознаете си го. И јас се надевам дека ќе ви биде од корис, нешто ќе ви значи. Се што не е за вас, отфрлете. Пред да започнеме, доколку ви се допаѓа сето ова, лајкувајте, споделувајте, коментирајте. Помогнете побрзо да се шират пораките таму каде што треба и претплатете се, станете дел од нас, тоа навистина многу не значи. Ајде сега да видиме кои се пораките за биковите за февруари. Некои бикови, во животот на некои бикови се случува нешто ново и нешто големо. И ова може би се случува веќе од јануари, а може би е ново и ќе се случи во февруари. Меѓутоа, јас мислам дека вие веќе знаете што е ова, зашто ова не паѓа од небото, ова вие сте си го заработиле, ова вие сте се избориле за ова веќе вие сте аплицирале по наводници за ова. И што се случува сега? Енергијата е ваква каква што е, затоа што ова најлесно можам да ви го објаснам на следниот начин. Например, вие сте аплицирале, да речеме, за 2 работни места. И едното е место кое е добро, супер, окей, да го сакате. Меѓутоа, ова другото е она што мислите дека вам ви треба. Ова другото е вам кое ве ги буди сите страсти, кое ве исполнува максимално. Ова е нешто кое премногу го посакувате, значи премногу. И што се случува? Вие го добивате ова друго работно место. Ова кое рековме е окей. Меѓутоа кажав, вие многу го сакате ова друго. И што се случува? Се случува да сте во една ситуација каде се радувате, меѓутоа не е 100%. Мислите дека не е тоа. Ова друго ви е многу примамливо. Ова друго повеќе го сакавте. И не можете едноставно да се израдувате и да бидете среќни периодов, затоа што мислите дека не сте го добиле тоа што ви треба. Она што вие го добивте е токму она кое треба да го имате, токму она кое е за вас. Тоа е вашиот пат, тоа е вашата судбина, тоа е вашиот повик. Тоа е едноставно, тоа сте вие. Но не го гледате сега тоа, страста ве заслепува кон ова другово. И некако дури имате и обиди да проверите дали може би на некој начин ова другово може би ќе може да се доби. Но ќе дојдете до заклучок во некој момент од февруари, се разбира, дека она другото не е за вас, тука веќе нема ништо, тука веќе е завршена работата, апсолутно. Нема ништо тука за вас. Многу го посакувате ова и не можете да го споредите, затоа што мислите дека ова сега веќе што сте го добиле не е толку, може би, звучно за некој од вас. Може би не е толку популарно, може не е толку впечатливо. Нешто такво ве мачи, иако кажав, вие сега не знаете дека она сега што го имате е она кое ќе се развива и ќе стане многу големо, зашто ова другово кое вам ве привлекува. Зборувам ова другово, ова вакво, зашто ова се само метафори, вие знаете во вашиот живот зашто се работи, дали е во полето на љубовта, здравието, кариерата, домот, семејството, тоа си е ваше, јас само го пренесувам како е најдобро да го разберете. И
ова кажав, ова има потенцијал да стане многу големо. Сега не изгледа така, но ќе биде многу големо и затоа вам ми се вуват овие мисли дека па ова не е тоа, ова не е толку големо, ова не е толку впечатливо, ова не е толку за радување. Но верувајте, ова ќе стане нешто многу значајно, многу големо, многу важно во вашиот живот. Ова другово кое сега го посакувате, тоа е само моментална ситуација, моментална страст, моментална желба, моментална потреба. Или пак нешто тоа е моментално. Нема изгледи да биде трајно, да биде долгорочно, да биде... Нема такви изгледи. Ова е само моментална некоја експлозија на страсти, на убавина, на среќа, на задоволство. Зашто и да се работи во вашиот живот? Кажав, ќе имате некакви обиди, можеби, ова другово некако дали ќе може да се добие, меѓутоа за жал не. Не е за жал, туку е за среќа, затоа што кажав. Ова сега ќе го почнете и ова ќе ве однесе многу далеко. Не само финансиски, ова и во многу други аспекти ќе донесе радост кај вас. Да, во некој момент ќе сватите што е ова што сега веќе го имате, сте го добиле, сте го освоиле, сте го стекнале. Ќе сватите што ве прави вас. Ќе има моменти во февруари кога ќе ви биде покажано пред очите, во душата, во мислите, во како и да е, дека е навистина вашиот пат, дека тоа е тоа каде вие ќе се почувствувате вие, буквално вие, ова сте вие. Ова ве опишува вас, ве сликува вас и ова вам ви носи среќа. И ова вас долгорочно многу ќе ви значи. Ќе успеете да ги избалансирате на крајот чувствата, меѓутоа во поголемиот дел февруари, кажав, само вака ќе размислувате. Некои други бикови, гледам дека некој е многу успешен, многу добро му оди во кариерата, во животот, во општеството каде живее, функционира, добра положба, се е добро, убаво е се, успех, материјален, каков и да е. Меѓутоа, вие чувствувате дека тоа е само површно. Внатре, во длабочината на вашата душа, во приватноста на вашиот дом, вие сте свесни дека вам ви недостигаат други нешта. Вам можеби ви недостига љубов, ви недостига топлина, ви недостига дом, семејство, на некој можеби недостига и дечиња, пород. И ова не е нешто што вие не го имате, затоа што вие на некој начин сте спречени да го имате. Така вие сте одлучили, така сте го живеели животот. Меѓутоа во февруари ќе имате доста време да размислувате на оваа тема и ќе сватите дека сега е време да се посветите на оние поголемите нешта во животот, на оние позначајните, оние кои носат повеќе среќа, оние кои ја носат вистинската среќа, не само оваа површната. И не само што ќе размислувате, туку мислам дека ќе донесете и одлуки да направите некакви чекори кон остварување на овие нешта што ги споменавме, а кои во вашиот живот не достигаат. Некои други од вас, биковите, вие имате некои далеку, многу далеку во вашиот живот, кој или многу ви недостига, или пак на тој некој не му е добро во животот, периодот, има некакви проблеми, можеби со законот се проблеми, можеби овие проблеми се должат на неговите одлуки, на погрешни одлуки во животот. Многу ќе ви недостига и многу ќе се занимавате периодот со него, со неа, кој да е. Ќе се грижите, тоа се нормално грижи, се разбира, секогаш кога некој недостига или кога на некој што не значи не му е добро, се грижиме, со тоа ќе биде окупирано времето.
Но бидете само издржливи, истрајни, ќе помине се како и се до сега, така и ова ќе помине, ќе дојдат подобри денови. Некои други од вас, биковите, вие не знаете ништо. Вие сте во некакво незнаење. Ова незнаење се должи на тоа што вие не знаете каде треба да погледнете и каде да побарате извор каде да го најдете изворот на знаењето. Значи, за се може да се однесува ова, да вие знаете, но вие го блокирате изворот самите. Значи, што сакам да кажам? Сакам да кажам дека токму она каде што не сакате да погледнете, таму е одговорот. За некој од вас одговорот се крие во некој свештеник, некој религиски човек, некој духовен водич, нешто поврзано со религијата или пак со духовноста. Таму се кријат одговорите кои вам ви требаат и таму е клучот да вие да решите некаков голем проблем. Значи, вие свесно го блокирате ова, мислите дека таму нема одговори за вас, таму нема ништо за вас, меѓутоа ќе мора во февруари да сватите дека таму е. Значи, ако можете, посетувајте некакви храмови, имајте контакт со духовни некои лица, нешто ќе разберете, нешто ќе дознаете. Некакви окови ќе бидат скршени преку сето ова. Окови кои ве чуваат или во незнаење, или во немој, ве чуваат оковиве во нешто и значи само така ќе се ослободите од овие окови. Колку можете, посетувајте ги тие места, свети места, или пак вие обидете се самите преку медитација, преку јога, преку што и да е што може да практикувате, така ќе добиете одговори на вашите проблеми. И, драги бикови, тоа е тоа што може да се каже најмногу за февруари. Јас се надевам ќе најдете нешто ќе ви биде од корист. Се надевам уживавте и до следното. Чао, чао.